Не само за Ѓорче Петров, јас имам големи очекувања за секаде во Македонија и тие ќе се остварат. Ѓорче Петров е една од најубавите општини во Македонија, имаме еден одличен кандидат за градоначалник. Денеска слушнавме многу проекти, слушнавме ведрина, позитивни работи, слушнавме дека сака во Ѓорче да нема као, да има нови паркови, да нема нови улички, на секаде да може да помогне на младите, на пензионерите, на сите во Ѓорче Петров. И ова е навистина добро. Но јас сакам да ги пофалам и сите во оние што се наоѓаат и на советничката листа. Доктор Ленче е до мене, она е носител на тука на листата во Ѓорче Петров на ВМРО-ДПМН, но и многу добри квалитетни луѓе, дел се позади мене, дел се исто таки тука околу нас или на терен, кои што се работи за докажани луѓе кои што сакаат да го кренат стандардот на општината. Зборам да биде едно Ѓорче убаво место за живење, едно нормално место за живење. Знаете, 4 години ништо не се работи во Ѓорче Петров. Имаме градоначалник каде што ништо не му е важно, освен тоа да се задоволи сами од себе. Можете да го видите по меаните, може да го видите на некои места седнат, но да не работи. Во Ѓорче Петров треба да се работи. Треба многу да се работи, бидејќи само така ние ќе се издигнеме како општина на повисоко ниво. Ова го зборувам бидејќи дел од општините во градот Скопје идат напред. Но Ѓорче Петров не оди воопшто напред. Затоа Александар Стојковски е одличен кандидат. Јас знам дека може, дека умее, дека сака, дека има желба и ова денеска што го вети во неговата програма за Ѓорче Петров е навистина многу солидно, многу убаво и треба навистина да допре до секој еден човек во Ѓорче Петров. Јас знам дека општинскиот комитет тука на ВМРО-ДПМН со нивниот председател Бојан Стојановски, кој е пратеник, но многу го сака Ѓорче Петров, исто така ќе направат максимален напор да отидат кон секој човек тука во Ѓорче Петров. Зашто го говорам ова? Зашто треба директно да ги допреме граѓаните, да видиме дали имаат некои дополнителни потреби, дали нешто да ни скритикуваат, дали нешто да не пофалат можеби, но само така може да се победи. Јас знам исто така дека Даниела ќе победи во Скопје, иако не е она од ВМРО-ДПМН, сепак ние даваме целосна поддршка, зашто и таа е жена која ќе донесе нова свежина, која ќе даде една нова енергија за модерно Скопје. Но овие избори, морам да потенцирам дека најважно ќе биде кој од кандидатите за градоначалници ќе допре до граѓаните. Кој ќе направи најдобра кампања и кој ќе вети најмногу, но и потоа да го реализира. На народот му е преку глава и мака му е веќе од празни ветувања, сакаат работници, сакаат луѓе што си го сакаат, пример Ѓорче, си ја сакаат својата општина. Исто така можам да кажам конкретно за Скопје да ги пофалам и Дарко од Бутел, Орце од Кисела вода, Тимчо од Аеродром, Боби од Газибава и сите останати што се Оливер од Карпош, професорката во Центар, сите луѓе што се кандидати на ВМРО-ДПМН што ги поддржуваме, се разбира, се одлични луѓе со една нова енергија што навистина сакаат да создадат нова иднина. Затоа, почитувани пријатели, граѓани, сите ние што ќе може да не видите, остварете и контакт со нас, примете во вашите домови, ние ќе бидеме насекаде за да ви покажеме една нова свежина, една нова ведрина и со едни нови луѓе да направиме една голема победа, не за ВМРО-ДПМН, победа за секој ден во Македонија.